Почитувани гледачи, добре дојдовте во уште едно предавање од циклусот на предавања поврзани со руско-украинската проблематика и со војната во Украина. Овој пат, ова предавање ќе има специфична тема, а тоа е 2 годишнината од почетокот на војната во Украина. Имено, сега во сабота, на 24 февруари 2024 година, се навршуваат 2 години од како започна ова, би рекол, проклета и братоубиствена војна во Украина. Па така во емисијата ќе се бавиме со хронологијата на војната, односно што се случуваше и на бојното поле во Украина овие 2 години, меѓутоа исто така ќе се бавиме и со проблематиката какви геополитички импликации предизвика оваа војна во Украина на глобално ниво во изминативе 2 години. Значи со главната тема на емисијава, која што ја најавив, почнуваме веднаш после краткиот джингл од нашето друго студио. Како што веќе кажав во најавата, во ова предавање ќе се осврнам на 2 годишнината од почетокот на руско-украинската војна, а 2 години се навршуваат сега во сабота на 24 февруари 2024 година. Исто така за шлагворд би ви посочил дека многу пожелно би било да најпрво го одгледате првото мое предавање на овој YouTube канал, насловено како Руско-украинска проблематика предавање број 1, каде што се бавам со многу базични работи, со тоа колкава е Украина, значи за колку огромна територија станува збор, колку жители има, колкав е процентот на декларирани етнички руси по последниот попис, колкав е процентот на рускојазични граѓани во Украина, за административната поделба во Украина, колку административни области има и за тоа кои се рускојазичните административни области, но и за многу друго. Значи, говорев таму за генерално руско-украинската проблематика од Киевска Русија, држава втора половина на 9 век па се до ден денеска. Значи, преку царска Русија, преку формирањето на СССР и така натака. Значи, тоа е доста корисно предавање кое што ќе ви користи како подлога за сето понатамашно, а навака ќе одиме со еден, така да речам, по-адвенс левел. И сега ќе се фокусираме на самата 2-годишнина од почетокот на руската специјална војна операција. Па ајде да почнеме вака. Значи, на 24 февруари 2022 година Русија ја нападна Украина и тоа ја нападна по мене со само еден символичен број на војници, или за Русија символичен број на војници, а тоа беше околу 150.000 војници, а тоа во тоа време значеше околу 2-13% од живата сила на руската армија, а во подоцнежниот период, во текот на тие 2 години, Русија го зголеми бројот на војници. И Русија ја нападна Украина од 3 страни, од северот на земјата, овде на картата позади мене, тоа исто така ќе може да го следите со слика. Значи, од северот на Украина, од истокот и од југот, или буквално од
од сите три страни, и од Белорусија, и од Русија, и доле од Црното море. Русија, очигледно, значи самиот факт што ја нападна Украина со само 150.000 војници, тоа говореше дека рускиот државно-политички врв се надеваше за брзо и лесно паѓање на власта во Киев и со тоа брзо и лесно ставање под своја геополитичка контрола, или да ја врати Украина во она што русите го нарекуваат руски мир или руски свет, а во првото предавање објаснував што значи тоа. И Русија, напаѓајќи Украина од сите три страни, а особено од северот, од Белорусија и од истокот, напредуваше кон Киев, сакајќи да допре до Киев и да ја смени власта. Во Киев, меѓутоа, очигледно во тоа не успеа, а не успеа затоа што Украина реши и одлучи да се брани, а одлучи да се брани и се одлучи на ваква крвава војна затоа што на тоа беше јако нахушкана и искуражена од земјите од политичкиот запад, а пред се од Британија и од Америка, затоа што тие не име гајле што се убиваат два братски народи или до вчера исти народи. Практично украинци постојат како демоним, како етноним, како нација од формирањето на СССР, но и за ова ги има, се појавуваат и некој век претходно, за тоа говорев во претходното предавање овде. Сега нема да се повторувам, евентуално при крајот на емисијата може да се навратиме на ова. Значи, Украина тргна ефикасно да се брани и успеа да го одбрани главниот град, успеа да го одбрани Киев и со тоа успеа да ја одржи власта и да оваа војна трае. Тие тоа го успеа затоа што за целото тоа време добива перманентна и војна и економска помош од страна на политичкиот запад и помош од аспект на разузнавачки податоци, но исто така она што по мене беше клучно во првите почетни месеци од како почна руската специјална војна операција, а тоа беше куражот кој што лидерите од политичкиот запад, повторно би рекол пред се од Британија и Америка, го правеа до властите во Киев. Значи, на самиот почеток на војната, мноштво од политичките лидери од политичкиот запад отидоа на гости кај Зеленски, тамо ронеа крокодилски солзи, го куражеа да се брани и не само од да кажам политичката елита на политичкиот запад, туку многу други видни личности од политичкиот запад како глумци, како спортисти, пејачи одеа во Киев да го куражат украинскиот народ во оваа братоубиствена војна и да го куражат украинскиот народ да се отцепи од рускиот свет и да се припои кон политичкиот запад, односно да стане дел од Европската унија и од НАТО. И така, веќе тогаш, уште на самиот почеток на војната, мене ми стана јасно дека ова ќе стане една долготрајна и исцрпувачка војна на двете страни. Значи, на Русија од една страна и на политичкиот запад од друга страна. Значи, ова е буквално војна на исцрпување пред се на
на муницијата која што ја имаат двете страни, значи и Русија и политичкиот запад, а гледаме тука дека политичкиот запад се помалку дава оружје и муниција, пред се артилериско стреливо, гранати, ракети на Украина. Така да Русија добро се подготвуваше за оваа војна, знаеше дека оваа војна може да завлезе во ваква фаза и затоа добро се спремаше и од аспект на сите стратешки залеги што се однесуваат на пред се на артилериско стреливо, затоа што оваа војна е пред се артилериско-ракетна војна. Авиација гледаме дека слабо работи, не гледаме некои пешадиски пробои, а тоа е и поентата на Путин да има што помалце жртви во оваа војна. Значи, по мене планот на Русија беше да нападне од сите страни и да ја навлече и да успее да ја смени власта во Киев. Но ако тоа не се случи, нападот од сите три страни ќе ја овозможи на Русија да ја навлече украинската армија на сите тие, на целата таа огромна фронтова линија, која што особено во тоа време беше огромна. Ја во првото предавање говорев дека Украина по територија е 23,5 пати поголема од Македонија. Значи може да претпоставите само колкав беше фронтот на почетокот на војната пред 2 години, кога Русија напаѓаше од три страни. И ако Русија не успееше да го реализира планот А, односно со освојување на Киев, но без да се крши Киев, туку едноставно да влезат руските трупи во Киев, ако Русија не го успее планот А, да барем се реализира планот Б, односно останатите варијанти на епилог, а тоа е да ја развлечат украинската војска на сите страни, за да може Русија да испенетрира онамо каде што е најбитно за Русија, а најбитно за Русија е самиот југ на Украина. Значи целиот југ на Украина од крајниот југоисток до крајниот југозапад, односно од Харков па до Одеса, односно тоа е оној дел на така наречената новорусиска губернија на која што Русија има право, а за тоа говорев доста во првото предавање, повторно ќе ве упатам на тоа, таму објаснувам и показно на карта каде што се и како се наоѓа. И Русија очигледно успеа во тој план. Значи, ако не успеа влезот во Киев, ако не успеа декапацизацијата на Украина, значи се освои главниот град, да се освои барем југот на Украина, да се случи она што е по мене најтрагично, а тоа е сепарација на земјата и да еден дел од земјата, а тоа е поранешната новорусиска губернија, се биде Русија, а ова остатокот да се најде некое ново решение за негова, вклучително и еден дел од крајниот запад и од северот на Украина и од средишниот дел на Украина да биде некоја независна држава која што ќе биде полиберална во незините прозападни амбиции. Меѓутоа, ова е сложено прашање. Русија беше сепак успешно одвратена од украинците, значи во северниот и во источниот дел од државата. Не успеа русите во намерата да ја вратат под своја геополитичка контрола целата украинска територија
И затоа русите се откажаа од тоа и се фокусираа во оној дел на Украина, ова што го гледате во моментов на екранот е актуелната ситуација на фронтот, односно што Русија во моментов држи, а Русија во моментов ги држи овие 4 административни области. Тоа е Луганската административна област, краен југоисток, па до неа Донецка административна област, Запорошка административна област и Херсонска административна област. Се разбира, гледате дека не се во целост освоени, особено Херсонска и Запорошка административна област, но и Донецка административна област. Но тоа е сега друго прашање, еве во делот на југот на државата, односно во делот каде што Днепар се тече во правец исток-запад, по мене многу е пологично да не се освојува цела Херсонска административна област, затоа што природните граници, значи реките, планинските венци се најприродни да бидат граница. Значи, Русија, ако веќе не успеа со тој символичен почетен број на војници од 150.000 војници да ја врати под геополитичка контрола цела Украина, Русија, еве барем успешно, го реализира по мене планот Б, а тоа е освојување на сите рускојазични административни области, а тоа се сите административни области од Харков па до Одеса, значи целиот југоисток, југ и југозапад од земјата. И Русија тоа многу етапно, многу постепено, многу трпеливо го прави, пред се штедејќи ја живата сила и на двете страни. Значи, Русија воопшто не форсира пешадиски пробои, значи со тоа ја штеди пред се сопствената жива сила, но не ја штеди, него штеди своето артилериско стреливо, значи гранатите, ракетите, за кои што Русија дефинитивно веќе подолго време се спремаше за еден ваков неопходен чекор по мене, а се разбира она што е најбитно и она што многу малку се спомнува во јавноста, тоа е пред се руското стратешко оружје кое што до овој момент мирува, а тоа е руската хиперсонична ракетна техника, која што е кадра да носи и нуклеарни боеви глави и која што е наменета за стратешко поражување за стратешките непријатели, односно за земјите од политичкиот запад, ако се вмешаа на еден поинаков начин во оваа војна, односно ако нивната војна помош беше далеку поголема, беше и ако директно воено се вмешаа со нивна војска во Украина, но и ако дава малку поинакво оружје од ова што до сега го даваат. Така да, Русија, богами и политичкиот запад, затоа што ова не е војна помеѓу Русија и Украина, ова е војна помеѓу Русија од едната страна и политичкиот запад од другата страна, пред се Америка и Британија, а украинската војска за жал игра улога само на пешадија на политичкиот запад. Зборот ми беше дека оваа војна се претвори во артилериско ракетна војна, значи гледаме дека не работи авиација премногу, особено не од украинска страна, затоа што Украина
и нема авиација, затоа што политичкиот запад не смееше да даде авиација, затоа што ако дадеш и авиација како и други по-далеку дометни ракети, Русија тогаш поинаку ќе настапеше, тогаш ќе беше опција и таа руска хиперсонична ракетна техника што ја споменав како Сармат. И оваа војна се претвори во војна на исцрпување на двете страни, на исцрпување на од она што можем ја да го видам пред се, значи на артилериското стреливо и на двете страни. Значи на самите стратешки залихи, а гледаме дека како што одминува времето и како што паѓаат позициите украински во Донецка област, гледаме дека политичкиот запад има се помалку и помалку артилерија за давање на Украина. Но кога веќе ја спомнавме Донецка област и кога веќе гледаме колку тешко оди руското освојување на градовите и населените места во Донецка област, овде мора да спомнеме дека Донецка област беше административна област, значи со големина негде околу 27.000 квадратни километри, значи некои 5-10% е поголема од наша Македонија, и е административна област која што беше, како и Луганска административна област, соседната, тие двете заедно ја прават она територија која што со еден збор се нарекува Донбас. Значи, оваа административна област во Украина беше особено утврдувана од страната на украинската држава со мноштво линии на одбрана, со мноштво фортификации низ целата Донецка административна област, каде што се разбира со помош на НАТО, со помош на политичкиот запад и самата Меркел своевремено изјави дека минските договори не беа договори ради договарање, туку беа договори за да се купи време, за да може Украина да се брани тамо каде што е геополитички најинтересно за Русија, а тоа е во регионот на Донбас. И затоа руското освојување на градовите во Донецка област оди така тешко. Меѓутоа, сега се поставува прашањето, па зошто кога веќе Русија знаеше, имаше разузнавачки податоци колку е добро фортифицирана Донецка област, значи правеа бетонско армирани фортификации подземни украинците, каде што цели вагони вкопуваа во земја, десетици метри под земја и прелиени со армиран бетон, се поставува логичното прашање, или барем ја го поставувам тоа прашање, зошто Русија не ја заобиколеше Донецка област и не продолжеше понатаму да пенетрира, значи од Луганска област да се пребаци во Днепро Петровска административна област, како и од Запорожје, но едно од логичните образложенија на ова прашање е што тоа ќе изискува нови масовни разрушувања, тоа ќе изискува дополнителни раселувања, исто така ќе изискува и мноштво на цивилни жртви, и затоа Русија сепак се одлучи
да вака макотрпно напредува преку Донецка област и да го чини по мене најбитното, а тоа е да го уништува најмотивираниот дел од украинската армија. Значи, сите оние националисти, сите оние, исто така би кажал слободно, и нацисти во Украина, кои што беа составен дел и од тогашното политичко движење Десен сектор, кој што имаше една популарност дури од 400.000 жители на Украина своевремено и стигна до парламентот во Украина. Сите оние подоцнежни националистички, пронацистички баталјони кои што се бореа во Донецка област, кои што и сега се борат. Значи, Русија преку војувањето во Донецка област едноставно ја уништува живата сила, односно оној најмотивиран дел од украинската армија кој што е спремен да се брани, значи оние доброволци, оние националисти, оние нацисти и психотични луѓе и лудаци, има се тука. И кога веќе, значи да ги уништува нив на веќе почната и закршена територија, значи без да се уништуваат другите градови, и кога веќе нив ќе ги поразиш на едно место, кога ќе го уништиш најмотивираниот дел од украинската армија, потоа териториите паѓаат сами од себе. И потоа Русија едноставно само ќе испарадира во целиот појас од југот на земјата, кој што до сега не е освоена. Тоа се Николаевска административна област и административната област на Одеса. Значи, поентата за ти да го освоиш и Николаев, и Одеса, и да го освоиш исто така на истокот, да го освоиш и Харков, да ги освоиш сите овие градови без да ги искршиш, треба да ја уништиш украинската жива сила, значи најмотивираниот дел од украинската жива сила, на едно место, а тоа е Донецка област. Значи тоа и односно и во делот на Запорожје, односно во делот на оваа линија на фронт која што сега е актуелна, односно од крајните западни делови на Херсонска административна област па до оние делови дури и на Харковска административна област, каде што се движи линијата на фронтот во моментов. Но ајде да се навратиме малку на хронологијата наназад. Значи, во ова предавање ќе се бавам со самата војна. Значи, пред се со овие 2 години војна. Па исто така, тука е вредно да се спомене и украинската неуспешна контраофанзива, која што започна на почетокот на јуни месец 2023 година, каде што Украина подолго време собираше оружје, собираше муниција од политичкиот запад, со помош на политичкиот запад, се разбира главен стожер и главен актер тука беше Америка. И Украина се обиде со тогашната така наречена контраофанзива да го поврати или барем така Зеленски медиумски ја најавуваше, да го поврати секој квадратен сантиметар од украинската земја, а тоа се сите овие 4 административни области каде што во моментов Русија владее плюс Крим. И тука украинската војска доста се потроши,
затоа што е многу потешко да нападеш отколку да се браниш, затоа што во таа ситуација треба да ги напуштиш бункерите, да ги напуштиш утврдувањата, да го напуштиш подземјето и треба да излезеш, што се вели, на сонце и да одиш напред. И тука Русија постигна исто така голем успех во уништувањето на живата сила на Украина, а тоа е најбитно, тоа е стратешка работа на Украина, значи да Украина остане без мотивирани националисти кои што се борат за таа кауза, а се борат за каузата да Украина биде дел од политичкиот запад, односно да се зачлени пред се во НАТО, што особено НАТО беше проблематична работа за Русија. Значи, украинците, независно што собраа толку многу оружје, а пред се собраа оружје од источно европските земји или оние земји кои што министерот за одбрана на Русија Сергеј Шојгу ги нарекуваше новоевропејци, во кои што спаѓаме и ние. Значи, држави или од поранешниот источен лагер, или од Балканот, од поранешна Југославија, држави кои што пред се го има во своето наоружување украинското формациско оружје, а тоа е оружјето произведено во времето на СССР, односно оружје кој што денеска го нарекуваме руско оружје, затоа што токму тоа оружје за украинската војска е формациско оружје и Украина немаше потреба да се увежбува на тоа оружје, туку тоа оружје веднаш може да оди на првата борбена линија и тамо да биде корисно, за разлика од западната војна техника, која што на украинците за целото време на војната не им прија и за целото време на војната им е потребно обука, и обуката не е само базична обука, него треба да бидеш спретен, треба да бидеш вешт со тоа западно оружје, кое што украинците до ден денеска не го свикна. И затоа, што се вели до ден денеска, предоминантно, нарочито кога станува збор за оклопните борбени возила, за артилеријата, предоминантно највеќе им одговара и се најопитни со руското воено оружје. Например, политичкиот запад успеа да ја обезбеди на Украина 480 тенкови, чинам дека толку беа, од кои преку 30 беа македонски. Може да видите ние каква воена сила сме што учествувавме во поддршка на Украина скоро па со 10%. Меѓутоа, Украина колку и да го собираше тоа оружје со помош на Америка од мноштво држави, Украина не направи никакви поместувања на фронтот од почетокот на нивната контраофанзива, која што беше во јуни месец 2023 година и која што траеше 5-6 месеци потоа, затоа што украинците официјално не кажаа дека контраофанзивата им е прекината. И буквално русите со поставувањето на таа така наречена суровикен линија успешно ги одбива украинските напади и Украина имаше само некои
би рекла, символични, би рекол мизерни успеси само во делот на Запорошката административна област, да речеме, а Запорошка административна област е исто така со големина колку територија на Република Македонија, значи процентуално земено негде околу 5% од Запорошка административна област да успеа да врати од тоа што Русија претходно го зазема, тој дел од Запорошка област. Значи, русите ефикасно ги одбија украинците и во последниве неколку месеци е евидентно дека Русија е со засилени нападни дејства по целата на линија на фронтот и веќе има успеси на повеќе места пред се во Донецка област. Значи, конечно падна Авдеевка. Авдеевка, како што овде може да видите на сликата, е едно мало градче во Донецка област, доаѓа негде на север од главниот град на Донецка област, градот Донецк, или со некој наш македонски речник кажано, доаѓа нешто како соодносот што се помеѓу Драчево и Скопје. Значи, Драчево е мало населено место во близината на Скопје, така и Авдеевка е мало населено место во близината на Донецк. На некои си десетина километри од Донецк и беше изворедно јако утврдено од страна на украинците. 10 години Украина работеше на утврдување на ова место и затоа толку ефикасно успеваше да се брани, но Русија во последниве неколку месеци едноставно нагази на газ и го освои ова место. Значи, направи една голема воена победа на тактичко ниво, уништи еден добар дел од мотивираниот дел на украинската војска и со тоа, со оваа победа, направи чекор напред во финалната победа помеѓу Русија и Украина. Едноставно и битката за Авдеевка, и битката за Бахмут, и битката претходните градови кои што паѓа во Донецка област, ја гледам на нив како една засебна шаховска партија од мноштвото на шаховски партии помеѓу двата играчи, која што шаховска партија е исто така добиена од страна на русите, и тоа или како постигнат гол во фудбал, или како постигнат гол во ракомет, и со тоа ја зголемуваш својата предност пред финалниот резултат. Но исто така Авдеевка беше проблематична за русите, за градот Донецк, затоа што поради близината. Значи, Авдеевка беше на десетина километри од Донецк и украинците можеа да стрелаат по главниот град на Донецка област и без некои посебни ракети кои што ги набавуваа од Америка, кои што се подалекометни, него можеа и со некое поевтино оружје, да речем и со минофрлачи или со овие повеќе цевни ракетни фрлачи од советско производство кои што ги имаат украинците, можеа и со тие ракетите .U, кои што се многу стари, многу се наменети за неселективно уништување на жива сила, и со такви ракети до сега украинците знаеа да гаѓаат. И Русија со поразувањето на
Авдеевка, но и со веднаш после Авдеевка, тоа сега се случуваше во изминативе неколку недели, паднаа и други населени места, кои што се исто така на запад од Авдеевка, значи русите остворија уште неколку војни победи, како што е населеното место Ласточкино, кое што е исто така во близина на Авдеевка. Чинам дека имаше уште едно место кое што се викаше Победа, самото место. И русите веќе осетно направија поместување на фронтовата линија во Донецка област или во областа каде што беше најтешко да се напредува, но каде што беше и најбитно за Русија, но каде што беше и најповолно од претходно наведениве причини, затоа што кажав дека за Русија не е опција, и самиот Путин говореше дека не е опција од Харков да се прави нов Сталинград или од другите големи рускојазични градови во Украина да се претварат во крш, како што беше тоа случај со повеќе градови и населени места во Донецка област, а еден од таквите градови беше и Мариупол. Тоа беше најголемиот град во Украина кој што досега беше јако руиниран од војната, меѓутоа набрзо потоа русите го реновираа во целост и овде на мониторот позади мене може да видите фотографии како Мариупол изгледа денеска. Но добро, што сега ќе се случува понатаму? Па понатаму ќе се случува постојан пробој на руската армија и во остатокот на Донецка област, меѓутоа гледаме дека Русија има напредок и во Запорошка административна област, исто така напредок на Русија и во Харковска административна област. Меѓутоа пред се ќе се навратиме на Донецка област и на последната линија на одбрана на украинската армија во Донецка област, а тоа е патниот правец Константиновка, Друшковка, Краматорск, Славјанска. Јас морам да кажам дека не би сакал да се случи да овие братски народи продолжат со своето уништување и со кршење на градовите во Донецка област. И постои можност за такво нешто, меѓутоа на тоа ќе се навратам подоцна. За остатокот од Донецка област би кажал дека токму Краматорск и Славјанск се преостанати два големи градови. Едниот од нив е околу 130, другиот е околу 150.000 жители и права штета би било ако треба да се разурнуваат тие и да треба по воен пат, како што тоа беше во Бахмут, како што тоа беше во Маринка, која што исто така падна сега пред Авдеевка, како што тоа беше во Авдеевка, како што тоа беше и во други градови, и во Донецка, и во Луганска област. Например, за разлика од нив, во Запорошка и во Херсонска област, практично тие области паднаа и без некое поголемо разрушување. Едноставно, украинската војска на почетокот на војната беше зафатена со одбрана на Киев и едноставно ги пропушти русите
низ цела Херсонска област, што се вика како врел нож низ путер. Но знаете што, значи не е спорно дека Русија ја превзема иницијативата на фронтот. Русија напредува практично по целата линија на фронтот. Меѓутоа, моето размислување по ова прашање е дека не треба да се брза, затоа што оваа војна на исцрпување на двата системи не е само војна на исцрпување на муницијата и на потенцијалот него и на економиите. Гледаме дека западните економии доста патат од оваа војна, од санкциите спрема Русија и од самите тие што се откажаа од поволностите на користењето на ефтиниот руски газ, на ефтината руска нафта, како и останати природни руски ресурси, кои што и тоа како беа преку потребни за нивните индустрии, за нивните економии, кои што бележат сега падови и рецесии, и кои што во иднина тоа ќе го бележат, а особено ако војната потрае и до следната зима, а особено ако следната зима се погоди да биде ладна, така како што не се погодија изминативе две зими, тогаш веќе западните земји кои што воглавном се грееа на ефтиниот руски газ, сакале не ќе мора да колаборираат со Русија од тој домен, меѓутоа и севкупно за нивните економии, огромната руска територија и природните ресурси кои што ги нуди Русија, а која што е така блиска до Западна Европа, се неопходни за индустрискиот развој и за опстојување на индустриите во Западна Европа. Меѓутоа, тоа е друга тема и опширна тема која што не е паметно да ја отварам сега, затоа што тоа е предолга. Тоа е предолга тема. И јас кога говорам, значи, за еден епилог на војната во Украина, сепак сметам дека Русија не би требало да форсира со некои поизразени, што се вели, штурмувања или пешадиски напредувања, затоа што сепак Украина има уште утврдени позиции, како што е Донецка административна област, уште 1/3 од Донецка административна област останува под украинска контрола, која што е исто така се јако утврдени тука украинците. Исто така Русија тука повторно тешко и макотрпно би пробивала, нарочито во последната линија на одбрана на Украина, која што им преостанува, како што реков, Константиновка, Друшковка, Краматорск, Славјанск. И Русија, како што и до сега, споро ја води војната, а при тоа води и геополитичка војна, мислам дека треба да почека, затоа што 2024 година и да не брза со како што реков, со некои нападни дејства, каде што ќе изложува пред се живата сила своја, треба да има предвид, и ја има предвид, сигурен сум во тоа, развојот на геополитичките околности во Европа и во Америка или во овој евроатлантски свет, затоа што 2024 година во многу европски земји и во САД е изборна година, а особено во САД во ноември, во Америка во ноември има претседателски избори, каде што се огромни шансите
да победи Трамп, а Трамп, според сите очекувања, ќе ја прекине војната помош за Русија и за Украина, и со тоа Украина едноставно ќе мора да седне да преговара, но овој пат под многу послаби преговарачки позиции од досега, затоа што сите знаеме, дури и неупатените знаат, дека понатамошна војна на Украина со Русија, без војна и економска помош од страна на Америка е невозможна. А нормално, ако Америка го отстисне педалот за газ, за давање на војна и економска помош за Украина, тогаш тоа ќе го следат и мноштво на европски земји и така Украина ќе биде оставена на цедило и со тоа поделена. Јас мислам дека набргу по тоа, значи после ноември месец 2024 година, Украина ќе се предаде и Русија ќе може не само да ја освои Донецка област, туку ќе може да ја освои и целата практично новорусиска губернија, односно оној дел од царска Русија кој што беше припоен на Украина во 1922 година. Значи, Украина е една Франкенштајн држава која што, како што гледате од оваа карта во позадината, од каде се примаше територии Украина и во времето на Втората светска војна и 1922, кога беше припоен целиот овој дел на југоистокот, југот и југозападот од земјата, и Крим 1954 припоен, и сите тие заедно споени формираа некаков свој идентитет и притоа посакаа да берат од забранети плодови од забранетиот дрво, а тоа е да се соортат со политичкиот запад, односно да станат членки на НАТО, кои што, например, Русија не им се противеше во минатото премногу за нивно членство во ЕУ, а им се противеше за нивно членство во НАТО, затоа што таа безбедносна архитектура во Европа и во евроатланскиот свет, која што е втемелена на НАТО, е безбедносна архитектура каде што Америка е главен газда и сите останати европски земји едноставно само пилкаат околу неа, и тоа е голема закана по Русија и по нејзините, да кажем, национални интереси и по нивната национална безбедност, затоа што треба да знаеме дека Русија е составена од 79 субјекти на федерацијата, има околу 20 републики кои што немаат некој сепаратен потенцијал, меѓутоа ако Америка влезеше во Украина, ако ја превземеше Украина, Америка ќе создадеше и од Украина алатка за понатамошно стратешко поразување на Русија, и со тоа Русија ќе имаше позагрозени позиции, со тоа ќе овозможеше да Америка со помош на мека сила испенетрира и во Русија, со помош на УСАИД, со помош на Сорос да почне да дели пари по разноразни либерали, по разноразни прозападни руси, и така да успеа стратешки да ја поразат Русија, односно да од Русија да ја претворат во второстепена воена сила и секаква сила, и
и да можат и неа геополитички да ја доминираат. Така да мислам дека развојот на настаните на геополитичките импликации, оваа војна предизвика сериозни геополитички импликации од аспект на тоа што остатокот од светот или оној дел од светот што не е Западна Европа и не е Северна Америка, односно САД и Канада, изразито е проруски ориентиран во оваа светска војна која што се води на тлото на Украина и во оваа, да речем, геополитичка војна, се изразито на страната на Русија, меѓутоа исто така оваа војна ги поттикна и десничарските сили ширум низ Европа, а богами и во САД, и исто така, како што одминува времето, се повеќе и Европа, а и граѓаните на САД стануваат повеќе симпатизери на руската страна во оваа војна во Украина. Исто така тука голема улога играат и медиумите што се блиски до Трамп и новинарите, како што впрочем беше и Такер Карлсон, кој што го направи тоа интервју со Путин, каде што Путин многу логично се бавеше со историја, односно историските импликации зошто се случи оваа војна и зошто Украина не може да биде антирусија и како е Украина создадена да биде денешна Украина, односно како украинците се до вчерашни Руси. Но добро, се разбира, ова е опсежна тема и ќе го финиширам ова предавање со самата моја прогноза за завршување на овој воен конфликт, кој што однесе огромен број на животи. Не е толкав бројот колку што говорат двете пропаганди, меѓутоа во секој случај бројот на загинати и на двете страни ја надминува 600-цифрената бројка, значи се мери во стотици илјади. Тешко е да се каже тоа. После војната треба да поминат неколку години за да се изфинализира тој впечаток. За крај би кажал дека Русија ја победува оваа војна, полека но сигурно. Украина лека полека се гуши и на воен план, и на економски план, и на секаков план, и ја губи се повеќе и повеќе поддршката од политичкиот запад, исто така и на воен план, и на економски план. Значи, овие милиарди кои што ги доби Украина сега од Европската Унија, тие воопшто не се грант, не се неповратна помош, туку само 13 милиарди се неповратни, останатото Украина треба да го враќа, или само околу 30% се бакшиш. Значи, Украина, а со тоа политичкиот запад а со тоа длабоката држава ќе ја губи војната во Украина. Русија се повеќе ќе добива војната во Украина и веројатно епилогот на војната ќе биде самата победа на Трамп, кој што ќе биде еден геополитички земјотрес во евроатланскиот свет. Значи, се помалку европски држави ќе бидат, така кажам, лојални и загреани за ваквата безбедносна архитектура во Европа и во Америка, и ќе има друга поправедна
безбедносна архитектура каде што и Русија како нов воен, политички и економски фактор ќе биде далеку позадоволна од тоа. И со развојот на настаните, значи со победата на Трамп, како што кажав, Украина ќе биде принудена на преговори, ќе биде принудена дефинитивно на територијални отстапки и со тоа Русија ќе успее да ја поврати во рамки на својата територија целата сите рускојазични административни области во Украина, значи од Харков до Одеса, и со тоа ќе успее да избие на Одеса, и со тоа практично ќе стане сосед и со Бугарија, и така руското влијание ќе биде се поголемо и позначајно и на Балканот, што е исклучително позитивна вест за нас, православните словени на Балканот, и руското влијание ќе биде се позначајно и во Бугарија, и во Србија, и во Црна Гора, а со тоа и во Македонија, и сите ние, да кажам, сили кои што сме во нашата држава, кои што не сме за непријателство со Русија, ќе добиеме една многу поправедна позиција на Македонија, која што е поблиска до чувствата на македонците, затоа што македонците неќат да бидат непријатели со Русија, македонците сакаат да бидат пријатели со Русија, и исто така ќе се отвори можност и за нови форми на интеграции по словенско православно ниво, наместо овие форми на интеграции кои што се за нас и неправедни, и како народ веќе и неприфатливи, кои што се по евроатланско ниво, каде што ние или наративот на нашите власти и одредени политички елити велат дека оној наратив на европско семејство на народи, ние треба да бидеме унија со Португалија и со Шведска, а всушност поприродно за нас е, и за нас како етнички македонци, е да направиме една форма на интеграција по словенско православно ниво, односно да направиме една унија по словенско православно ниво на принципот на Европската унија, каде што во таа унија би биле сите словенски православни земји. Овде негде би го завршил ова предавање, што се однесува на двогодишнината од почетокот на војната во Украина, кој што се навршува сега на 24 февруари 2024 година, до следното предавање, но и до следната емисија од циклусот на емисии Геодискурс, останува само да ве поздравам и се гледаме во некоја следна прилика.